Добро вечер. 8 епизода од третата сезона Cyber Команда. 60 и некоја вкупно. Не знам точно, ќе видиме. Ќе ги одбележуваме 70, 80, 90 и евентуално 100. Не недостасуваат работи кои што треба да се искоментираат, глупости кои што илуминираат пред нас ни оваа недела. Ми се чини дури и дека добиваат на интензитет. Затоа е добро што сте тука. Благодарам што ја гледате Cyber Команда на Infomax YouTube каналот 21:30 редовно во сабота. Јас сум Филип Петровски. Инаку знаете дека сум редовно и во вторник во тешки муабети и дека редовно тешки муабети одат од понеделник до петок со Мечка и Мичо. Значи и со гости. Јас сум ководител во вторник. Она што верувам исто така дека го знаете ако гледате редовно е дека гледаноста расне, заинтересираноста расне, нема кој не гледа, кој што се занимава со општествени работи, кој што го интересира што се случува околу него. Се разбира, има луѓе кои што не сакаат ништо да знаат и јас го почитувам тоа. Има луѓе кои што сакаат да живеат во свој свет, во ред. Тоа е лично право на избор. Така што ако се одбијат тие што реално не може да гледа, деца, некои кои што повозрасни луѓе кои што не ги интересира интернет или не знаат да ракуваат со интернет и така натаму, можеби и нема да видат. Меѓутоа сите други гледаат. Гледаат се повеќе и тоа е показател дека луѓето бараат објективно информирање. Бараат да чујат нешто поинаку од она што ви го сервираат владините мегафони во ликот и делото на продолжените раце нивни во телевизиите, медиумите кои што се под нивна контрола и кои што се финансираат од нив и ви спроведуваат не информација, туку наратив. Што е тоа? Значи, едно е вие да информирате за настан, а друго е до вас да стигне приказна за тој настан како што сака некој од таму некаков кабинет во Палатата Бела или од Шампитата Бела до вас. Значи, многу често на вас за исти настан ќе ви се сервираат многу различни гледишта. Воглавном тоа што ви го сервираат е невистинито или е филувано, или е амплифирано, или зголемено, кога тоа они сакаат да го прикажат како некакво достигнување. Па така, бевме сведоци за 100 дена влада, на една масовна кампања, билборди имаше насекаде, имаше некакви бројки, имаше реченици, тоа беше Никој не кажа колку пари беше тоа спонзорирано, односно колку пари се фрлија за оваа пиар операција, која што всушност не представува ништо или представува едно големо ништо. На таа тема, другарите во тешки муабети го направија овој краток шорт, кој што сакам да го погледате, па после малку ќе го искоментирам. Да имаше стварно 600 милиони евра странски инвестиции и 1538 вработувања за 100 дена, па 99 дена кидевте ќе се сликавте со вработените човек по човек кидевте ќе се стигате. Мечка ќе нема време за да ги каде кажат се? за пост. Тие се на билборд. За 100 дена донесовме 600 милиони странски инвестиции и 1538 вработувања. Донесовме, не ке. Каде се донесени? Зошто нема слика со тие странски инвестиции? Зошто не отишол да ги отвори, да ги промовира? Да. Каде се? Ајде, ако се, еве, нека наместо овие глупости, нека седат, шеруваат и нека ги пуштаат сликите од странските инвестиции. Кај се тие странски инвестиции? Многу легитимно прашање. Каде се тие странски инвестиции? Оти Мицко се пофали у скапа пиар пропагандистичка кампања дека донел инвестиции. Никој не ги видел, никој не знае каде се, негде може би се сечени некакви ленти, конкретни објекти нема. 1500 не знам колку вработувања, каде се, кои луѓе се, во кои инвестиции, по колку се вработени и така натаму. Значи, ако го гледате само овој шорт
или ако ги гледате, сите нивни билборди уште стојат и денеска на улиците на Скопје, верувам и на вашите респектирани градови, ако гледате од Македонија. Вие гледате дека нешто се направило. Меѓутоа нема фотографии. Интересна работа е што сите билборди се само текстуални, со по една реченица или две. Направивме промени, вративме ова, средивме ова, уништено беше, ние поправивме. Ништо конкретно нема да видите. Значи, ова е показателот, ако погледнете што се случува, значи ако сте од оние што ги интересира, нели рековме има категорија на луѓе што не ги интересира. Ако погледнете како постапуваат, ова е како и мислат и како ве ценат или респектираат сите вас кои што ве интересира. Значи, мислат дека немате критичка моќ на расудување, мислат дека може ефтино и лесно да ви ја продадат кампањата, мислат дека е доволно со една реченица да ви замачкаат очи и дека никој од вас нема да се запраша што тоа што е напишано као празен збор во реалноста значи. И сметаат дека е тоа доволно. Ето, они се пофалија за 100 дена влада, дека нешто работеле. Всушност, ја ќе ви кажам, они ништо не работеа, се ухлебија, ако ухлебување и надоврзување на државна плата е работа, тогаш да работеа, набутаа функционери, за кои што многу често има спорни биографии, функционери кои што добар дел, еден дел од нив имаат и лажни дипломи. Тоа е пак работа за која што никој не сака да зборува во општество, затоа што има, изгледа, многу лажни дипломи. Некои велат дека дури има лажни дипломи и за средни школи. Значи, средни школи, високи институции, високообразовани, значи факултети, магистратури и така натаму. И ја одамна велам дека треба да се направи ревизија. Но, очигледно, ако направиме ревизија, 70% од системот ќе ни падне или ќе доживееме невиден колапс. Во соседните држави, функционери кои што се актуелни се доведуваат под прашање. Независноста на образовните институции е до толкова во ниво изградена, што не попуштаат никога во прашање висока државна позиција, а треба да се проверат автентичноста на нивните трудови, односно на нивните магистратури или докторати. Во соседните држави студенти протестираат кога има еден кандидат за избор на студентски лидер на поединечен факултет, не на цел универзитет. Значи факултет таму и таму, еден се пријавил од владеачката гарнитура, дигаат бунт и не дозволуваат да се изврши избор, затоа што тоа е извореден показател дека нема демократија. Јадат ќутек, ги сврлуваат со обезбедувања и пак не попуштаат. Додека во нашата држава, на конгреси, во партиите, кои што се легло на корупција, се избираат лидери без против кандидати, се избираат во сомнителни процедури, кои што никој не ги знае, без документи, никогаш и никада објавени, без имиња кои што гласале, без присуство, без јавност, без дебата. Значи, во соседните држави може да има и има свесност и борба за демократија на ниво на факултетски единки, а овдека на ниво на држава добиваме луѓе со спорни биографии, спорни образовни титули, кај татко, кај мајка, кај стрина, кај тетка на катедри. Луѓе кои што немаат капацитет да чујат различно мислење, ни во партија, ни надвор од партија, ни на државно ниво. Луѓе кои што се занимаваат исклучиво со пропаганда и перење на мозок. На кој? На вас. И тука имам за вас еден исклучив момент од Куманово оваа недела, показател на тоа
како се пере мозокот. Ова што сега го гледате до мене е документ кој што само потврдува дека целата појавност, ја имав и у други емисии тоа, кога аплаудираат по нарачка. Но овде имате документ. Значи, ова е сценарио за некаква свечена академија во Куманово. И си напишале луѓево што треба, како треба, кој влегува, кој излегува. И водителката при обраќање кон, нели, почитуваниот професор, доктор, пријател, другар, брат, прв братучет, втор братучет, трет братучет, четврт братучет, најбољи другар, комшија, политичко суштество кое што нема прамца или споредба во Македонија, а и пошироко. Кога влегува он, УМС силно извикнува Христијан, Христијан и сите аплаудираат. И тоа е ставено на хартија. Еве го гледате тука. Ова е показател дека на тие што се внатре, да не ги наречам овци, и тие што се надвор, да не ги наречам слично, им се сервира привид, лага, Потемкиново село, параван, да они мислат дека овој човек е многу популарен, сите го сакат, сите стануваат, аплаудираат, а имаат всушност наредба тоа да го прават, се бираат послушници кои што ќе бидат внатре и добар дел од нив тоа нема да го направат автентично, туку ќе го направат клиентелистички. За пари, плата, напредок во кариерата во администрација и така натаму. Ова ли е ВМРО? За ова ли се боревме? Во меѓувреме, они на вас ќе ви сервираат еден таков привид дека овој човек е многу популарен, сите го сакаат. Младите стануваат, паѓаат у несвес кога тој ќе се појави. Во меѓувреме, што се случува во Куманово? Се случува ова. Се случува ова. Во Куманово се игра шота на свеченост на армијата на Република Македонија. Не знам дали е прекрстија во Северна Македонија армија. АРМ беше, нели? Памтиме. Ова се случува. Па ја би им советувал на тие што добиваат налози да аплаудираат, да погледнат на неколку километра од нив што се случувало паралелно и да се освестат, да не живеат и да не ни презентираат, да не ни прожектираат лажна реалност. И тоа не е се. Не само тоа. Продолжува мајоризацијата, дивата мајоризација, насилната илиридизација од страна на коалиционите партнери на Мицко. Тоа се овие, Тетово, Гостивар, Чаир, Желино. Тие се собраа јавно, јасно и гласно, гледате ги што се убави, све се наредени, све доктори, све академици, све паметни лица, интелигентни фаци. Они ќе ви прават Академија на науки и уметности на албанците, ама во Македонија. Значи, паралелна академија. Тоа значи дека Македонија ќе биде единствена држава во светот која што ќе има две академии, а во таа што е до сега Ману има албанци. Значи, албанците ќе имаат пола од едната и 100% од другата. Значи, од две академии ќе имаат 150% од 200% академици. Или, ако сакате се задржиме само на оваа што ќе финансираат коалиционите партнери на Мицко, ќе видите дека се создава институција која што има за цел
да во тој дел од Македонија обезбеди паралелизам, обезбеди идентитет за Илирида, обезбеди титули на луѓе, оти овие дали се со основно, со средно, со високо, доктори или академици, имаат една намера. Што е повисока титулата, кој ќе објават труд, кој што не можам да го наречам научен, пошто ќе биде пропаганда, со трудовите да ја оправдуваат Илирида, Голема Албанија, Призренска лига, 2001, етничкото чистење на балистите во 1943 година, врз македонците во Западна Македонија, да докажува дека се они автохтони, а ние сме дојденци и дека имаат право да не истеруваат и така натаму. Се ова е намерата на оваа академија. Не е намерата нуклеарни истражувања во областа на физиката, хемијата и така натаму, Нобелови можни кандидати. Намерата е многу прозирна, јасна, видлива. Мислите дека не? Океј, ваше право. Јас кажувам јас што мислам. А тоа се базира врз основа на моите изворни сеќавања од пред 90-тите години, значи дури некаде во средината на 80-ти години и однесувањето на албанците која се работи за територијата на Република Македонија. Они сметаат дека оваа територија е слободна за освојување. Како што ја освојуваа каубојците од индијанците. На сила, со принуда, со притисок, со мајоризација, со закана, со терор и сите тие работи добиваат сега една капа во оваа институција која што дури Трајко Славевски, шефот на Советот на Скопје, ја поздрави. Он сакаше или да ја исмее, или да се понуди и него да го земат академик, нејасно е, меѓутоа ја поздрави со свој Facebook профил, кој што добар дел од јавноста го забележа. Но она што јас сакам да го забележите и да го извадам тука е дека ова се истите луѓе кои што се во коалиција со Мицко, а овој што чита тука на бината, односно на ја води пресконференцијата, имаше во облик на знаме позади него, во време кога беше присутен Курти, во облик на знаме карта на Голема Албанија, која што исто така Мицковски ја оправда со зборовите дека тоа била нивна етничка карта. Голема Албанија. Од озгора на све, бидејќи да, јавноста ја интересира зашто се вака брутално и вака жестоко, вака отворено се лицитира со Голема Албанија, со институции на друга држава, со правење и функционирање на паралелни институции, од озгора на се, не само што ги брани, и тоа го дадовме во некои претходни епизоди, туку и излага и со цел памет вели етнички национални теми не се мој приоритет. Океј. А што е твој приоритет? Економија не разбираш? Појма немаш од макрополитика, тенденциите во македонската економија ти се тера инкогнита, немаш врска кај се наоѓаш. За целата економија единствено нешто што разбираш е дека земавте кредит и тој кредит го представуваш како победа, а тој кредит треба да го враќаме ние, а не вие. Или ако економија скупа гардероба со парче од 2000 евра, тогаш тоа го разбираш. Или саати од 50.000 евра. Таа економија разбираш. И разбираш исто трговија со струја. Во можне сомнителни околности. И разбираш предизвикување на тензија и страв кај луѓето и криза во енергетски сектор. Ако е тоа економија, тогаш да, тоа го разбираш. Друго, ништо, генерално не разбираш. Освен принуда, закана и креирање на страв. И во ситуација во која што Македонија на кревки нозе се одвојува од Албанија на заедничкиот досегашен пат кон Европска Унија, во кој што ние стагнираме, Албанија напредува, во кој што луѓе аплаудираат од Западна Македонија на Албанија и викаат треба да се земеме и ние пасоши од таму,
во кој што перспективата на Албанија веќе е многу појасна дека ќе влезе во Европска Унија, а Македонија дека ќе остане во дупка со тебе, ти изјавуваш етнички и национални теми не се мој приоритет. Ти кој што се представуваше за, не знам, лидер после Ванчо Михајлов на ВМРО ДПМН или на историското ВМРО. Ти кој што вееше, сега веќе е малку подзабрането, етнички знамиња на Македонија и зборуваше за историјата и повикуваше ако те предаделе, паѓаше на колена на митинзи. Кога не те болеа колената, после те заболеа, па плаќавме 10.000 евра за твоите авионски карти, за твоите посети во Америка, за ништо. За кои што уште не давате извештај колку сте потрошиле на вистина. Или ги пеглате извештаите, или бришете нешто. Па што е твој приоритет и национална тема, бе, човече? Па ти си само на дел од Македонија премиер? Таму се они газди. Не смееш да ги прашаш, не смееш да им писнеш, не смееш да кажеш не. Или мандатот ти е да ги гледате економските теми низ призма на трговија со струја, да направите што ќе направите и гитла. Тоа ли ти е мандатот? Па нели се заколна дека ќе го штитиш и чуваш територијалниот интегритет на Република Северна Македонија, или не? Е, тоа е, почитувани, таа една ситуација која што ја имате, која што ескалира од ден на ден во Македонија. Секоја недела, од една до друга епизода, ми се собира толку материјали што не можам да стигнам ни да ги искоментирам. Не можам ни најголем дел од нив да ги соберам, да ви ги представам. Треба 5 сата да трае емисијата. Затоа што они работат буквално, брутално. Нивниот коалиционен партнер си прави паралелни институции, си прави академии. Еве ги у Битола направиле пречистен текст на статутот на општината. Па немале што друго да праќат, па праќале Република Северна Македонија. ВМРО-вците, нели таму ВМРО е на власт? Нели Битола е ВМРО-вска општина? Нели бе патриоти големи? Нели никогаш Северна само Македонија? Нели у гради се удиравте, вие го штитите македонскиот народ? Нели баравте поддршка? Па еве добивте поддршка. За ова ли ја добивте? Република Северна Македонија, член 3, член 8, член 27. Па, што би се рекло, ничим изазвани, никој не ве ни прашува, ни повикува, сте се забрзали. Немој случајно некаде да остане Република Македонија. Исто како што најавувате казни за возачките дозволи од 1. јануари дека ќе бидат казните по 100 евра ако немате случајно дозвола со Република Северна Македонија, односно ако ве видат со дозвола каде што пишува Република Македонија. Дојдовте наместо да го вратите, да го сочувате, да го одржите, да се борите за вековното име, вие брзате да го избришете. Тоа ли беа оние најави Македонија повторно горда? Македонија повторно твоја? Дали еден од вас што гледате вечерва се чувствувате горди? Дали сте среќни? Дали сте задоволни? Ова ли беше тоа што го очекувавте од после, која беше? Мај. Па вие забрзано 300 на сат, 3 пати побрзо од комуњариве ја бришат Македонија. Ова ли беше тоа што беше ветувано и кое што мисливме сите дека ќе го испорача најпатриотската партија на сите времења во Македонија? Или сето тоа до тогаш беше само една голема лага? Јас мислам дека ова второ, дека беше се манипулација, се беше да се дојде до власт, до столчиња, да се наместат своји луѓе, своја клиентела, да цица од парите на граѓаните. Да ја цица и уништува
државата. Јас за вас имам 3 кратки видеа. Вчера ги снимав. Бев таргетирано пред Националната и универзитетска библиотека. Тоа е највисоката државна институција во која што се чува книжевното богатство, книжевната заоставштина на Република Македонија. Тоа е една од првите институции формирани после Втората светска војна во нашата држава, во Република Македонија, и која што се грижи и со закон е задолжена тоа што се печати во Македонија да го чува за секогаш. Ајде да видиме како се грижи и како изгледа таа институција навечер. 3 видеа, околу 3 минути, да видите дали се наоѓате во зоната на самракот или пред најбитната установа која што треба да го чува она што е отпечатено и објавено во нашата држава Република Македонија. Добро вечер. Јас сум сега пред Народна универзитетска библиотека во Скопје. Врвната институција во државата која се работи за собирање на документи, на книги, на све што е печатено. Само едно светло. Светло гори. Само едно светло. Ниедно светло не е во функција. Ко во зона на самрак да се наоѓате. Значи, ова се светло од улицата. Инаку, дворот, ни една канделабра, ни едно светло не гори. Кој ја препушти на вакво пропаѓање оваа институција? Само да ми ја да знам. Ни канти, ни исчистени, ни знаме државно, ни осветлено, ништо. Катастрофа со еден. И поратака, па после ќе искоментираме малце. Второ видео. Доаѓам у темница до кантите пред Народна и универзитетска библиотека. Оти мислев дека Ајде да ги видиме клупите. не е доволно. Значи, Едно ова е беда од невидени размери. Ѓубре расфрлено. Ова институција треба да го собира Никаде објавениот нема табла. книжевен фонд и да Кај го се чува наоѓате? и да свети и да личи на нешто. Целата е у темница. Ѓубре расфрлано, кантите распаднати. Еве како се чува и на што личи Народна и универзитетска библиотека. Ни една канделабра не работи. Ни едно знаме нема на јарбол, темница, ова што го гледате позади, се светлата од улицата. Катастрофа. Да. Катастрофа. Запуштена никаква институција. А дали има нов директор? Епа, има. Се разбира дека има. Дали е наш? Да, па тој е наш активист од нашите редови. Па добро бе, директоре. Па нели ти е незгодно бе, нели ти е срам да ти е ваква институцијата надвор? Едно светло да нема, знаме нема. Нема табла од институцијата. Абе, директоре, не мора да патуваш, знам дека сакате да патувате. Абе, отвори по светот да видиш библиотеките како изгледаат навечер. И тука мислев дека е доволно и си тргнав. Пошто всушност, случајно налетав на Нуб, ги гледав спомениците, ме интересираше во каква состојба се спомениците. Оти знаете дека сега ќосето се враќа. По налог на градоначалничката Данела, улици и патишта Скопје го привршува враќањето на ќосето. И сакав да ги видам другите споменици. Оти во тој потек беше и ќосето пред да го срушат комуњарите пред судот. 5 споменика има всушност таму. И тие се ми се чини последни ставени и се една од најдобрите серии на споменици. И сакав да ги видам во каква состојба се. И од тука, после второто видео, продолжив
према споменикот, ако не се лажам, на Пере Тошев. Тоа е на десното крило на НУБ. И одејќи према споменикот, на десното крило има нова зграда, мислам нова, најновиот депанданс, дел кој што е направен од страна на Груевски, оти зградата е на НУП е традиционална во стил, што знам, брутализам ми се чини, и од страна е направена со стакло, додадена во времето на Груевски уште една зграда споена со целото тело, која што зграда требаше да биде за нови технологии, дигитализација и така натаму. И идам на кај таа зграда и еве што видов. Наместо да е осветлена, еве што видов. И внимавајте, бидејќи е стакло, таа рефлектира светло од позади од Мавровка. На Мавровка има огромен број на реклами кои што пуштаат светло и се одбиваат од ова стакло. Инаку е во апсолутна темница. Не ми верувајте. Вечер изгледајте Cyber Команда, тие што сте од Скопје, седнете у кола, отидете да ја видите зградата. Еве што ќе видите на тој дел. Сега одиме. Еве сме Карши Мавровка. Ова е страничното лево крило на Тоа е таа новата зграда. Народна универзитетска библиотека. Ова рефлектира светлост од позади. Као да се наоѓате у Африка. Ништо нема осветлено. И гледајте какво ѓубриште има. Па добро бе, зашто зимаат плата овие у библиотеката? Што е ова бе? Абе, на што личи ова бе? Гледајте како Трева по изгледа скалите, близу ѓубре. Народна универзитетска библиотека. Ку Тунгузија да сте дошли. Катастрофа. Еве дај, јавете му на директорот За на расната таа институција. со Сам ѓубриње, треба да е неизчистено. пример да земе да искочи надвор да Ко чисти. напуштено дело. Гледајте. Гледајте. Плочки искршени. Гледајте што е Уринирано. од слоини. Овде кој никад никој да не прошол у последниве не знам колку време. Гледајте ова. Ова ви е Народна универзитетска библиотека. Ајде бе, господа, што не се пофалевте во 100 дена и со Народна универзитетска библиотека? Што не се пофаливте за овие достигнувања? Што не кажавте колку е убава да отиде човек на вечер? Мислам убава ако сака да снима Nightmare on Elm Street или Петок 13. Не ви одговара тоа. Па затоа велам, правите билборди со бела позадина, со реченици кои што не значат ништо. Вашите реченици не значат ништо. Тоа е само празна форма која што ја праќате на ниво на реципиент кој што мислите дека можете и знаете дека можете да го манипулирате. Кој што ќе каже, добро е. Нашиве донеле 600 милиона евра инвестиции, од кои 6 евра никој не видел. И пак ќе кажам, не е инвестиција во енергетскиот сектор да дојде странска фирма да си направи на наша територија ветреници, соларни електрани и така натаму. Која што инвестиција, они ќе си ја вратат со тоа што ние ќе им плаќаме струја, а ќе ја произведат од енергетските бесконечни потенцијали на нашата земја. Инвестиција државата кој ќе направи. И државата која ќе дојде во ситуација да каже, сега имаме доволно енергија, ќе ја спуштиме цената на струјата. Или нема да ја поскапиме. Или ќе извезуваме и ќе донесеме нови пари во буџетот. Од сонцето и ветерот на оваа држава, кои што се сопственост на овој народ. Не е инвестиција тоа што вие на вашите бизнис партнери од странство, преку вашите фирми во странство,
преку вашите пасоши во странство. Доаѓате индиректно да си ги перете парите и да се правите, да станувате од милионери, бидејќи сите сте милионери, да нели се такмичите кој прв ќе стане милиардер. Не е инвестиција. И тука ќе завршам епизодата и ќе ве препуштам на видеото на Филип, режисерот. Филип е дел од нашата екипа, се викаме исто, супер. Некои може и да не мешаат, меѓутоа Филип од режијата, кој што она што го зборувавме во досегашните епизоди, она што го кажувавме во сегменти, во делчиња, малку во една, малку во друга епизода, не се случуваше све во еден ден. Ние го собравме и го ставивме во сублимат од 10 минути. Но верувајте, овие 10 минути што ќе ги видите се толку набиени, толку прецизни. Ќе видите работи кои што не сакаат да ги видите, кои што не сакаат да ги знаете, кои што сакаат, ако сте ги виделе, да ги заборавите. Значи, ќе видите работи кои што ќе ви ги демаскираат. Овие лажни патриоти, овие лажни политичари, овие лажни авторитети, лажни професори и све друго на едно место. 10 минути. 10 минути. Вредни злато. Секоја секунда. Верувајте ми. Погледајте. 100% посветеност кон реализација на проектите и исполнување на ветувањата. Македонија доби нова патриотска влада. Почна големата преродба. Или барем тоа беше сентиментот за време на кампања. Да видиме што ветуваа големите патриоти од позиција на опозиција. За вас е завршена работа пред Спанскиот договор? Се додека сум јас ВМРО, не може да биде завршена работа пред Спанскиот договор. Никогаш нема да кажам придавката на новото име. Никогаш. Нека ми го земат мандатот. Единствен важечки правен документ во оваа држава кој што ја детерминира државноста е резултат на волјата на граѓаните во 91 година, кога огромно мнозинство од оваа држава граѓани рекоа дека ова е Република Македонија, суверена, независна држава. И како ќе сум ја навенел главата, ќе сум го поддржал договорот од Грција. Договорот е штетен, овој договор е против македонските национални интереси и против македонската држава. За да се случи чекор назад, правно, легалистички, тоа е она кое што ВМРО ДПМН се бори и ќе се залага и се залагаш. На нас не се потребни 80 пратеника во собранието. Бидејќи државата сега тие ја нарекуваат Северна Македонија, ние никогаш тоа име нема да го употребиме, барем јас, држете ме за збор. Еве, ве држевме за збор. Македонија повторно горда, Македонија повторно твоја. Договорот е штетен, новата придавка е срамна. Треба да се изфрли и така натаму. Ви даде народот прилика да се докажете. Да видиме што направивте во првите 100 дена влада. Да, нас не боли и не пече. Тоа што мораме да некогаш ја прифатиме таа реалност, што мора да ја користат оваа придавка. Се извинувам, во Република Северна Македонија. Ќе го користите уставното име на државата? Апсолутно, тука не треба никој да има никаква дилема. Видете, уставното име е уставно име. Република Северна Македонија. На штета на граѓаните на Република Северна Македонија. Како ќе го вратиме името? Еве, како ќе го вратиме името? Немате план? Па еве нека ни кажат како ќе го вратиме името, да го вратиме името. Јас бев првиот уште во 2019 кој што кажа дека Преспанскиот договор е реалност. Добро, името не го вратија. Срамната придавка, иако пече и боли, сепак е уставна и се стандардизираше на секое ниво. Но што со договорот за добрососедство со Бугарија? Да граѓанска иницијатива за собирање на потписи, задолжителен референдум. Повторувам, задолжителен референдум. Референдумското прашање ќе се однесува на договорот за добрососедство со Бугарија. Тоа е изворот и почетокот на сите проблеми за Македонија. Следната влада на ВМРО ДПМН е подготвена да седне повторно на маса со владата во Софија и да ги репреговара овие околности кои што ние цениме дека се асимилаторски. Но што доколку референдумот не успее? Еве, ако имаме референдум, што доколку не успее? Ќе го прифатиме ли? Него деламе селосно ставот дека за моделот на одложна примена на уставните измени се потребни промени ниту на преговорачката рамка, ниту на заклучоците. Иницијативата за репреговарање и референдум пропадна. Но не се секирајте, нашите патриоти се обезбедија пасоши и фирми во Бугарија.
Па ако може да ни кажете дали се уште имате бугарска самосвест? На тоа прашање ќе мораме да се консултирам со адвокатите, они ја водеа таа процедура. Тој усредина е Андреј Ковачев. Он денеска ја бранеше Сања Божиновска од нападите кои што таа ги доживувала во Македонија и на останатите десетици високи функционери, министри, бивши министри и актуелни пратеници во собранието кои што се декларирале че се българи, а се плашеле да кажат јавно. Сања Божиновска, министар на енергетика на Северна Македонија, е подложена на тежок публичен линч заради това че е българка. Тя и нjeното семејство се придобили българско гражданство на база на доказан български етнически произход и се декларирали че се чувствуваат българи. Освен Сања Божиновска има и още десетки действащи или бивши премиери, министри и депутати, които те самите или техните семејства са в същата ситуација на најтешкото погрешение да бъдеш българин. Че за да могат да запазат своите постови и кариери, та са принудени да прикриват своето българско самосознание и произход. Требаше да ни дојде памет, кога на средба помеѓу Бојко Борисов и Христијан Мицковски го слушнавме следното. Вие подкрепяте ли договора за добрососедството меѓу Българија и веќе Северна Македонија? Се што може да биде позитивно и за двете страни, за двете части, и за едни и за други части, и за Македонија и за Българија, ние подкрепяме. И тука исто така не треба да има проблема. Но ако ништо друго, нашите горди патриоти ги бутнаа корумпираните дуи од власт и ги заменија со влен. Како иде тоа? Почна со поставување на нов преседан. Гаши ја даде својата заклетва на албанци. Продолжи весело. Народот плати за Гаши да игра шота на свадба во Косово. Потоа го претворија собранието во џамија. Продолжи со меѓународен инцидент, но сигурно патриотите се ангажираат да има одговорност. Апсолутно нема никаков основ за интерпелација на спикерот Гаши и ние нема да ја поддржиме таквата иницијатива. Гаши не е крив, Цацко е крив, а што вели Мицковски за вењето на знаме на голема Албанија? Градоначалникот во Тетово не веше човек од публиката. И нив да ги прашате, тие ќе ви речат тоа е знамето на етничка Албанија. И што дека се развива? И тоа било мапа од етничка Албанија. Не е дека со тој символ се обелоденуваат територијални претензии кон Македонија. Така? Që ta bëjmë edhe shtetin e dytë shqiptar Kosovën dhe pas Kosovës pastaj pse jo edhe Maqedoninë. Океј, очигледно коалиционите партнери на Мицковски се безгрешни. А зошто би коалицирал со нив иначе? Ајде да се подсетиме што велеа за законот за двојазичност. Парламентарното мнозинство предводено од СДСМ вчера донесе неуставен закон за двојазичност со кој се деградира употребата на македонскиот јазик. Законот за двојазичност, ваков каков што е, не смее да стапи на сила. противуставен, неприменлив закон за употреба на јазиците. Неуставен, штетен и неприменлив. Сигурно го смениле. Кој е вашиот став во врска со законот за езиците и иницијативата пред Уставниот суд? Тоа е одлука на судот и ние како влада судска одлука мораме да почитуваме која и да е. Дали ќе се укине двојазичност? Во кој смисол да се укине двојазичност? Толку е прашањето. Добро. Нема да го коментираме. Добро. Додека Мицковски се смешка, неговиот коалиционен партнер Касами бара двојазични банкноти. Një ndër ligjet që duhet të ndryshohet ishte ligji për Bankën Qendrore, ku do të parashihej që banknotat e këtij shteti konform ligjit për përdorimin e të ishin në dy gjuhë. Па така изгледа дека законот за двојазичност ќе биде надополнет, а не укинат. Ветува и закон за бранителите од 2001. Завршивме со подготовките во измените, законските измени за обештетување на семејствата кои што не се обештетени до ден денешен, на загинатите и на ранетите бранители. Ние тој закон ќе го поднесеме, очекувам широк консензус по однос на ова прашање. Но очигледно поголемиот, а помалиот коалиционен партнер Влен не им дозволи. Ако овој предлог не се повлече од собранието, ние како парламентарна група на Влен нема да гласаме, но ќе бидеме категорично против. Немојте да додадете бензин во огин. Кампања се водеше на грб на уставобранителите. И веднаш по формирањето на новата влада, ВМРО ДПМН ќе го покрене прашањето за вистинска правда за нашите бранители. Но од кога дојде на власт Мицковски, ова имаше да го каже за нив. Сум јас магионичарот, ниту па некому сум уветил дека утре кога ќе дојде ВМРО на власт, следниот ден тие ќе бидат ослободени, амнестирани и завршена приказка. 8:27. Никому не сум го ветил, ниту појавно сум го кажал. Потребни се нови моменти, нови докази за да можеме да направиме прогрес во тој случај. Дали може би веќе се обезбедени дел од нив? Не, до овој момент не.
Дел од уставобранителите на социјалните медиуми го искажаа своето незадоволство, а Мицковски ова имаше да го каже за нив. Ки ги скоментирате реакциите, еве ние во време на ВМРО ДПМНЕ се уште сме во затвор. Кој ги има дел од осудениците на социјалните мрежи? Дали ќе бидам напаѓан? Тоа е тоа, кога сте најгоре ветриштата најсилно дуваат. Така е, кога сте најгоре ветриштата најсилно дуваат. Но да ви приближиме малце до народот од кој што сте се одродиле со една народна поговорка: кој високо лета, ниско паѓа. Се разбира дека новата влада е полна со нови компетентни кадри. Тоа што се затвореници, браќа, сестри, братучеди и директори со фалсификувани дипломи, нема везе. Промените се почувствуваа и во Министерството за внатрешни работи. Првите 100 дена се полни со убиства, грабежи, разбојништво, тепачки и престрелки. Квалитетниот кадар дојде до израз и летово. Годинава изгореа 94.000 хектари земја, или колку што изгореа во последните 10 години заедно. Опозицијата кога го запердаше за неспособноста, Мицковски ова имаше да го каже. А политичари и политички партии кои што имаат некрофилски намери, јас немам намера да коментирам. Некрофилски намери, така? Вие никош не би го направиле тоа. Ова што се случува е срамно, ова што се случува е покажување на целосна неподготвеност на државата да одговори. Стојанче Ангелов треба добро да знае дека канцелариски мебел и мобилни телефони не е тоа што го гасне пожарот, да пожари се гаснат тука на терен. Ова што го гледам зад мене, а и километри подалеку, е срамно и е срам за оваа држава. Токму така наум, пожарите се гасат на терен, а не на ручек во Радожда, како што практикуваше Мицковски. И за крај, магнум опусот на новата влада. Задолжување од половина милиарда евра. Поточно, половина милиарда сега и уште половина милиарда во едината. Дали парите се од Унгарија, Кина или Зимбабве не е битно. Битно е дека оваа инвестиција ќе враќаат внуците на пензионерите кои што добијат цели 500 денари зголемување на пензијата. Само гордо народе. Додека нашиот премиер се шета со саат од 40.000 евра и гардероба што вреди илјадници евра, вие се радувате на 300 евра плата. Од сите изјави до сега, најстрашната изјава на премиерот Мицковски е следната. Овие 100 дена не беа лесни, но беа само почеток. Се надеваме дека и ова е едно од празните ветувања на Мицковски. Инаку, лошо ни е пишено. Е така. Значи, сега видовте за што се работи. И кажете, мало фала. Затоа што ние се трудиме. Целиот булшит, сите лаги, што ви ги презентираа, а сакаат да ги заборавите, да ги имаме на едно место и да подсетуваме. Ако вие не памтите, ние памтиме. Има кој да памти. Тука сме, ќе ги кажуваме овие работи, ќе ги повторуваме. Прво, пред се, според уставот, имаме право тоа да го правиме. Македонија се уште не е монархија, иако сакаат да биде. Не е приватна, иако натака оди. Јовица Михајловски во едно интервју негово рече дека и државата е приватизирана од неколку фамилии. Тоа погледате го кај мене на профил. Но да завршам. Ние ќе ги собираме сите работи и ќе ви ги презентираме. Во меѓувреме, пред да завршам, уште еднаш да подсетам дека излезе мојата најнова книга од печат, Нескршлив ум. Контактирајте ме на Facebook доколку сакате да ја имате. Праќам по карго. И она што е битно, никогаш не заборавајте. За се што ни се случува, виновни сме ние самите.